Почитувани сограѓани, денешната седница на Советот на општина Прилеп видовме како Социјалдемократскиот сојуз нема ниту капацитет, ниту знае како да владае ниту на локално, ниту на централно ниво. На денешната седница на Советот на општина Прилеп советниците гласаа поништување на одлуките кои сами ги донесоа на претходната седница. Имено на претходната седница, ние како советници од советничката група на ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија со аргументи му се спротивставивме на донесувањето на одлука за поскапување на цените, за давање закуп на тезги на дисперзираните пазари во градот од страна на јавното комунално предпријатие Пазари. Но тогаш директорот и советниците не ги послушаа нашите аргументи и ставови и изгласаа одлука за поскапување од цели 500% на нивните услуги, имено од 500 денари на 3000 денари. ВМРО ДПМН одржуваше пресконференции, контактираше со граѓаните и со засегнати лица и на оваа седница гледаме под притисок на јавноста градоначалникот донесе решение за повлекување на претходната одлука, како што кажав, одлуката која советниците на Социјалдемократскиот сојуз на минатата седница ја донесе. Значи ова е апсолутно неконзистентно и правење на циркус од Советот на општина Прилеп. Пред само 20 на дена уште не стапена одлуката на сила, тие сега ја поништуваат, не сакајќи да ги слушаат добронамерените сугестии и аргументи од страна на советниците на ВМРО ДПМН и коалицијата. Со ова, како што кажав, уште еднаш се покажа дека ниту имаат концепт, ниту знаат како да владеат ниту на локално, ниту на централно ниво. За само 6 месеци на локално и не цела година на централно ниво, тие ја клекнаа на колена државата. Нема проекти, нема 500 евра плата, нема повисока социјална помош, нема 100.000 денари плата за здравствените работници, односно лекарите. Нема ништо, само лаги, лицемерие, има едно нешто. Има непотизам, се вработуваат на големо блиски, роднини, пријатели на функционерите на Социјалдемократскиот сојуз, има вработување по партиски клуч и ништо друго. Почитувани сограѓани, ова укажува само на едно. Оваа власт мора што побрзо да се замине и да дојде власт на чело со ВМРО ДПМН која знае како се работи во интерес на граѓаните и како се работи во интерес на градот и на државата. Се со цел да си ја задржиме и поубав град и да си ја зачуваме државата, бидејќи во изминатиот период се донесе неквалитетен закон со Република Бугарија, се донесе закон за двојазичност и сега се работи на разнебитување на името и националните интереси. ВМРО ДПМН ова не го поддржува, ВМРО ДПМН уште еднаш јасно и гласно кажува дека не поддржува промена на устав со цел на промена на уставното име и секако ќе работиме и секогаш ќе бидеме на браникот на зачувување на македонскиот